Топла зима, развој на вегетацијата несвојствено предвреме за разлика од годините. Пчелите први на удар од климатските промени. Ќе извадат ли мед годинава македонските пчелари после неприликите со кои се соочија во април и мај годинава? Сега требаше веќе на некој начин да имаме направено едно вртење на мед. Меѓутоа состојбите не се апсолутно добри. Ретко ваква пролет до сега да сме имале. Мај месец требаше, кога вегетацијата е најдобра, требаше да има и да речем поголемо производство, нели, на пчелни производи и медот тука пред се најповеќе на прво место. Меѓутоа за жал пчелните семејства на некој начин умираја за храна во месец мај. Април и мај месец беа многу лоши. Нешто во месец јуни се промени состојбата во позитивна смисла, меѓутоа далеко е од она што требаше да биде. Маките до некаде поминаа, пчеларите живеат со надежта која ги води дека колку толку мед ќе има. Оној просек на мед, да речам 10, 13 до 15 килограми на мед ако сме имале, оваа година не ми се верува дека никаква шанса нема да го стигнеме тоа, али ќе бидеме среќни ако стигнеме до 10 килограми ние. Според нивниот став, иако годинава се соочија со проблеми, не ја коментираа цената на медот и пчелните производи по намаленото производство. Не можам сега да ви потврдам, тоа некаде ќе се види најверојатно некаде во август и септември месец. Кога ќе знаеме веќе тоа што завршува, значи на некој начин пчелната сезона, пчеларска сезона, почнува новата пчеларска сезона од 1 август и ќе видиме со какви состојби сме поминале, значи во оваа година и ќе така на некој начин и тоа се утврдуваат и цените. Пчеларите истакнаа дека годинава немаат голем профит од пчелните семејства и покрај субвенциите со кои морале да ги покријат загубите.